Велешката болница доби нова медицинска опрема. Мамограф и биохемиски анализатор се новите апарати кои ги набави Министерството за здравство. Надлежните велат дека со ова ќе се подобрат услугите кои ги нуди здравствената установа. Новиот мамограф овозможува двојно поголем број на прегледи. Според министерот за здравство Никола Тодоров, новиот мамограф ќе го олесни и скринингот за рак на дојка. Имајќи предвид дека ракот на дојка е број еден убиец кај женската популација и од тие аспекти имавме обврска да го почнеме овој скрининг. По долги најави во државата и сериозни подготовки кои што ги имавме направено, се започна со скринингот. Во оваа болница имаме набавено комплетно нов апарат во лабораторија, биохемиски апарат, со што се овозможува да имаме повисоко ниво на точност на тестовите и поголем број на тестови да може да се прават во тек на еден ден со поголема брзина. Од Министерството за здравство велат дека наскоро болницата ќе добие и термофасада, а ќе почне и реконструкцијата на инфективното одделение. За оваа намена веќе се одвоени скоро 50 милиони денари. За реновирањето на инфективното одделение и за термоизолационата фасада и прозорци на болницата обезбедени се средствата од фондот, веќе се легнати на наша сметка, само чекаме да заврши процедурата и да почнеме со реконструкцијата, односно реновирањето. Министерот Тодоров најави дека во следниот период Велешката болница ќе добие и дополнителна апаратура. Таа е веќе купена и се чека нејзината испорака. Се набавени уште дополнителни 2 апарати, кои што се уште не се стигнати, но за кои што договорот е веќе склучен и чекаме испорака. Едниот апарат е во делот на анестезијата, а другиот апарат е во делот на гастроскопија. Во изминатите неколку години Министерството за здравство одвои над 60 милиони денари за набавка на медицински апарати во Велешката болница. Купени се компјутерски томограф, ехоапарат, опрема за стрес тест. Градоначалниците од Вардарскиот регион денеска во Велес на координативна средба со Центарот за управување со кризи. Целта е да се зајакне соработката и да се изнедат најсоодветни мерки, можности и активности при евентуални ризици за природна непогода. Најчесто тоа се во делот на уредувањето на речните корита, чистењето на каналите согласно акциониот план на владата на Република Македонија, значи посетата на планинските села, водостојот на реките, знаеме дека реката Вардар е најкритична на 3 места во овој плански регион, значи се со цел да се извлечат најдобрите мерки и заклучоци кои што подоцна на владата ќе бидат доставени за понатамошни мерки и активности за справување и подобрување на соработката. Оваа тема градоначалниците од Вардарскиот регион често ја отвораат на седниците и заклучено е дека најважна е добрата соработка помеѓу општините. Покоординирано да настапуваме во наредниот период, значи се уште зимскиот период ни иде пролет, топење на снеговите и она се што значи ризик по безбедноста на граѓаните. Од Центарот за управување со кризи вела дека институциите досега реагирале добро при појава на ризик, навремено се превземани потребните чекори за обезбедување на населението и имотите. Вклучително сме задоволни, нашиот регионален центар, колегите од регионален центар Велес се во постојана комуникација, значи со сите субјекти, градоначалниците на локално ниво. Според надлежните, предстојниот период е најкритичен. Во пролетните месеци доаѓа до топење на снегот и нагло зголемување на водостојот на реките и езерата. Голем интерес има кај велешани за проектот Купи куќа за млади. Сметаат дека финансиската помош што ја нуди државата помага полесно да се стигне до сопствен дом. Значи проектот на владата е супер. Само да видиме колку ќе испадне. Тоа да испадне како што кажува сега, ќе биде одлично и за младите и за старите фактички. Старите ќе помогнат и на младите, и што може да помогнат. Па мислам дека убави се условите. Има можности, посебно за младите. Малку околу наследството, ова што ме интересираше, мене е комплицирано, затоа што се затечни проблеми. За проектот за општина Велес единствено што недостасува се плацеви. Значи, плацевите се проблем. Поволностите кои ги нуди владиниот проект Купи куќа за млади синоќа беа презентирани во Велес.
Единствен услов кој треба да се исполни е вработениот да не е постар од 35 години и да има месечни приходи помали од 900 евра. Се нудат две опции: субвенција за месечна рата или учество за земање на кредитот. Откако стартуваше проектот Купи куќа за млади, предземавме низа активности со цел да ги информираме граѓаните за овој проект, како и за проектот Купи куќа, купи стан. Овој караван е уште еден начин со кој што сме поблиску до граѓаните и со кој што сакаме да им ги пренесеме сите детали за проектот и истовремено да ги слушнеме нивните прашања и да ги информираме како може да аплицираат. Со проектот Купи куќа за млади се овозможува и доградба на постоечкиот дом. Инаку максималниот износ на кредит кој ќе го субвенционира државата не треба да е поголем од 50.000 евра. Саемот на книга во Велес помина добро. 5 издавачки куќи Култура, Наша култура, Едука Мак, Македоника Литера и Феникс се задоволни. Интересот кај граѓаните и овој пат бил на високо ниво. Велешани се покажале како љубители на пишаниот збор. Анализата покажува дека најмногу се продавале светските бестселери. Жанровски интересот е речиси подеднаков. Освен саемските попусти, издавачите сметаат дека немањето на специјализирана книжарница е една од главните причини за купувањето на книги од ваквите саеми. Од сите градови каде што сме учествувале на саеми, Велешани биле едни од најдобрите. Затоа што и немате книжарница во Велес специјализирана за книги и затоа мислам дека и читателите очекуваат саем. Дека граѓаните се добри читатели потврда доаѓа од локалната библиотека Гоце Делчев. Надлежните велат дека многу ретко се случува нивните членови да вратат оштетена книга. Јас сум задоволен од велешката публика, ја имаме во прилично голем број и она што ме радува е што забележуваме одреден пораст на оваа читателска популација, иако е мал, сепак бележи одреден пораст. Поред информациите во библиотеката членуваат околу 3000 граѓани, тие се редовни читатели. Нивната возраст се движи од 6 за најмладите, па се до највозрастните кои имаат над 70 години.